Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Генералната оценка на Европската комисија е дека реформите напредуваат умерено. Добиваме средна оценка за вкупната подготвеност. За многу кратко време ние сепак од Социјалдемократскиот сојуз ќе слушнеме дека блескаме. Во резимето на извештајот во врска со политичките критериуми на страна број 4, Европската комисија потенцира дека опозицијата остана ангажирана во парламентот и ги подржи клучните прашања од заеднички национален интерес, како што се реформите поврзани со Европската унија и процесот за интеграција во НАТО. Сведоци сме дека Социјалдемократскиот сојуз секојдневно се обидуваат да го представат ВМРО ДПМН како неконструктивно, но уште една нивна невистина е разобличена. Најголеми критики и натаму има за борбата против корупцијата, контролата на полицијата, состојбата во јавната администрација, како и за борбата против дискриминација. Што се однесува до борбата против корупцијата, Република Македонија има одредено ниво на подготвеност. Умерено е подготвена. Нагласуваат, корупцијата е распространета во многу области. Потребен е поактивен пристап од сите чинители кои се занимаваат со спречување и борба против корупција. Дали можеби ќе избегнавме ваквата оценка доколку немавме премиер кој раководеше со телото за реформи во правосудството? Дали доколку немавме незаконски поделени 4,6 милиони евра за бонуси во специјалното јавно обвинителство? Констатираат дека се уште се потребни напори за да се обезбеди систематско спроведување на ажурираниот акционен план на судската реформа. Ова го потврдува и начелото дека законите се само мртво слово на хартија, без никаква суштинска реформа. Треба да се во иста насока за Европската комисија предизвикува и загриженост дека треба да се ограничи зголемувањето на употребата на брзи постапки при донесување на законите во собранието. Европското знаменце и брзите постапки беа злоупотребувани од мнозинството на власт во десетици наврати. Комисијата го посочува токму она што ВМРО ДПМН постојано го потенцираше. Еден ден пред распуштање, собранието усвоило значајни измени на изборниот закон, а со брзината на постапката спречило суштински консултации и учество на јавноста. Залудно, податоците говорат дека во моментов до собранието се доставени вкупно 130 закони и повторно дел од нив се по скратена постапка. Европската комисија бара да се унапредат и професионалните стандарди и квалитетот на новинарството, да се зголеми транспарентноста во државното, јавното и партиското рекламирање во медиумите. Од друга страна, слабо напредуваме во областа на животната средина, која исто така треба да се свати сериозно како една од областите кои бараат најдолгорочни инвестиции и најголеми. Во повеќето поглавја, Комисијата ја потенцира потребата за унапредување на административните капацитети, кои се клучни за напредокот на преговорите. Не загрижуваат оценките за слабиот технички капацитет кој го имаме за координација на пристапниот процес, како и капацитет за координација на средствата од Европската унија. Нотирано е дека Република Македонија не е солидно подготвена во финансиската контрола. Нагласуваат дека препораките за внатрешна контрола и ефективно следење на препораките од надворешната ревизија допрва треба да се следат. Навистина загрижува и фактот што спроведувањето на јавните капитални трошоци остана значително мало и велат стабилизацијата на јавниот долг се уште не е обезбедена. Напротив, јавниот долг како критериум за пристапување кон Европската унија од Мастрихт надминува 60%. Остануваат многу други проблеми кои не се нотирани во извештајот, но за кои редовно ќе информираме, ќе потсетуваме и ќе повторуваме. Будно и активно ќе го следиме секој момент во кој власта ќе посака да отстапи од било која препорака од овој извештај. Она што е потребно да го извадиме како заклучок е дека приоритет на Европската комисија во наредната година ќе биде ставен на способноста за градење на административниот капацитет и ефективната имплементација на законите во пракса. Почитувани представници на власта, заменете ги вашите приоритети на нечесно работење со приоритетот кој го нагласува Европската комисија. Ви благодарам.